Во ова издание климатските промени не засегаат сите. Денеска ретроспектива на годината од тој аспект. Но што кога не може да се интервенира со поправки? Целата заедница треба да си најде нов дом. Пример од Луизијана. Магијата на новогодишната елка некогаш е повеќе од накитено дрво, како во Охрид. Останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Почнуваме со гнометот над пристаништето во Сиднеј, каде веќе се прослави доаѓањето на новата година, додека ние овде сме се уште во 2021-та. Така наречениот традиционален новогодишен семеен настан започна рано со цел и децата да уживаат без да мора да останат будни до полноќ за огнометот. Дизајнот оваа година беше на уметникот Блак Даглас. Во многу делови на светот, плановите за дочек на нова година се или редуцирани или откажани втора година поред поради големиот број заразени со COVID-19, овој пат во голема мерка поради Омикрон. И додека корона кризата доминира веќе втора година поред, климатската криза продолжува да се интензивира. Стив Барагона за значајните настани за климатските промени во 2021-та. Инаугурацијата на председателот Џо Бајден во јануари го истакна променетиот пристап на САД кон климатските промени по 4 години неделување на администрацијата на Трамп. Според моје мислење, ние веќе чекавме предолго да се справиме со климатската криза. Не можеме да чекаме повеќе. Бајден постави цел да се намалат за половина стакленичките гасови во САД до 2030 година и почна да презема чекори да се постигне тоа, вели професорот по право на Универзитетот Колумбија Мајкл Джерард. Администрацијата на Бајден повторно се приклучи на Парискиот договор и го продолжи процесот за справување со климатски промени. Конгресот веќе намени многу пари за енергетската инфраструктура. САД се вратија. Но се уште има разлика меѓу аспирацијата и реалното делување што се виде во првата година. Клитус вели дека Бајден има проблем да ги истурка во Конгресот неголемите делови од неговата климатска агенда и дозволил да продолжи експанзијата на фосилното гориво. Во меѓувреме, планетата продолжи да се затоплува. 2021-та веројатно ќе биде како последните 6 најтопли регистрирани години. Рекордно високи температури и суша предизвикаа шумски пожари од Сибир до Американскиот запад и Канада. Поплави убија стотици во Кина и направија огромни штети во Германија. Екстремни настани стануваат секојдневие, вели аналитичарот Џозеф Мајкат од Центарот за стратешки и меѓународни студии. Треба да се подготвиме за последиците што следуваат, ќе бидат големи. Ако го направиме најдоброто што може, ќе успееме да се справиме. Но научниците предупредуваат дека светот не успева да се справи со заканата. По слаб пат поради пандемијата на COVID-19, емисијата на стакленички гасови повторно се зголеми во 2021 година. Наблюдувачите беа песимисти пред самитот за климатски промени во Глазго во ноември. Но државите се заложија за значително намалување на емисијата на штетни гасови. Побогатите држави се согласија да ги зголемат климатските фондови во посиромашните држави, забележува Хелен Маунтфорд од Институтот за светски ресурси. Видовме поголем прогрес од оној што многумина од нас го очекуваа, но втората вистина е дека не сме постигнале ни одблизу доволно со оглед на сериозноста на проблемот. Планетата е се уште на пат да достигне катастрофално рекордно ниво на затоплување. Државите ветија повторно да се соберат во 2022-та со поголеми заложби, вели председателот на климатската конференција Алок Шарма. Иако верувам дека постигнавме историски договор, ќе ни се суди според тоа дали ги исполнивме ветувањата. Катастрофите ќе продолжат да се зголемуваат како што ќе се затоплува планетата Земја, велат научниците, но зависи од нас колку големи ќе дозволиме да бидат последиците. Од кревањето на морското ниво во Мајами до разорните шумски пожари во Калифорнија, климатските промени ставаат во опасност се повеќе американски заедници. Најдобрата опција за населението често е да се повлече пред да се случи катастрофа. 70 километри југозападно од Њу Орлеанс во теке првото федерално финансирано преместување поврзано со климатските промени. Еве како изгледа.
Тенка лента од асфалт е се што го поврзува островот де Жан Шарл со брегот на Луизијана. Домородните американски предци на Крис Брунет побегнале во овие далечини мочуришта во 1800-та за да избегаат од белите доселеници. Ние сме овде со генерации, бидејќи сме домородни луѓе, ние сме врзани за земјата. Но таа земја еродира во Мексиканскиот залив. Островот де Жан Шарл е намален за дури 98% од 1950 година. Каналите за дупчење на нафта и газ, како и цевководите ја ерозираат почвата низ крајбрежето на Луизијана. Климатските промени го задаваат последниот удар, бидејќи зголеменото ниво на морската вода ја забрзува ерозијата. Бруне целиот свој живот го поминал на островот де Жан Шарл, но тој вели дека намалувањето на неговиот имот го натерало да размислува поинаку. Тоа ги тера луѓето да донесат одлуки што не сакаат да ги носат. Принудени се поради климатските промени. Пат Форбс ја предводи Канцеларијата за развој на заедницата во Луизијана. Неговата канцеларија го надгледува федералниот грант од $48 милиони за преместување на жителите на островот во нова заедница на околу 55 километри северозападно. Иако мразиме што мораме да го направиме ова, од друга страна, создавајќи ваква можност, драго ни е што можеме. Грантот од Федералната агенција за домување, наречен ХУД, е првиот од ваков тип, но веројатно не е последен, бидејќи се повеќе луѓе бегаат од климатските катастрофи, вели Форбс. Но овој проект е уникатен на еден друг начин. Во минатото вообичаено им дававме пари на луѓето да си купат куќа некаде, но така целата заедница се распаѓа, бидејќи секој си замилува на своја страна. Скоро целата тесно поврзана заедница на островот де Жан Шарл ќе се пресели заедно. Внуката и внукот на Брунет ќе му се придружат кога целата акција ќе заврши некаде во 2022 година. Експертите велат дека заедницата може да биде важна за луѓето како и безбедноста. Сепак, Брунет го мачат измешани чувства. Тоа е како да откорнеш дрво и да го преместиш на друго место. Може само да се надеваш дека корените од тоа дрво ќе се зафатат во новата земја. Таков сум јас, ми градат куќа, но тоа не е се уште мој дом. Експертите велат дека се повеќе луѓе во иднина ќе бидат принудени да градат не само нови куќи, туку и нови домови. Лампиони полни со желби на деца. Желби што се исполнети. Тоа е идејата за волшебната елка, чија реализација направи многумина среќни. Мики Трајковски го направи овој видеозапис од Охрид. Оваа година на акцијата Волшебна елка опфатено 65 дечиња, 40 дечиња од социјално загрозени семејства и деца со посебни потреби. На елката имавме поставено лампиони кои што пишеше име на на децата и нивната желба. Потоа граѓаните има шанси да земат лампион и да одат да исполнат таа желба, односно да го купат подарокот кој што го посакале децата. Многу од нив сака прибор за на училиште, енциклопедии, некои барбики, а имаше некои кои посакаа само пакетче и ништо друго. Имавме велосипед кој што го донира едни хумани граѓани. Идејата потикнува од младите волонтери на Црвен крст Охрид. Оваа година ми беше желбата да купам еден убав фустан. Не знам зашто тоа го наречам, но многу ја сакам модата мене. Тоа најмногу ми беше желбата. И те исполнија? Да, ми ја исполнија. И многу сум среќна што го добив. Ова ми е првиот подарок. Па уште малку во нашето училиште ќе има една забава како лотарија, па можеби тама ќе го носам. Добив пакетче полно со чоколада и ташна. И за училиште. Од целата редакција на Гласот на Америка на македонскиот Вашингтон, среќна нова година. Чувајте се и сакајте се и гледајте на повторно во 2022.